сите и добродојдовте во уште еден Семос Едукаст. Со денешниве говорници ние ќе разговараме за едно многу интересно поле од IT индустријата, а тоа е полето на Data Science, поле кое што се развива и го трансформира начинот на кој што функционираат бизнисите. Денес овде со мене се Дејан Вакански. Здраво, здраво. И Кирил Ѓорѓиев. Здраво, здраво. Здраво. Како сте? Добре? Добре. Супер. Исплашани? Не. Ма. Ја мислам дека сте многу зборлести, така да ќе се отворите сега во подкастот заедно со мене. Да, може. Ќе видиме. Да. Дејан Вакански, вие сте Microsoft Data Scientist, Да. Data Consultant и Microsoft Certified Trainer во Семос Едукација. Ајде малку, ако може, да ги информираме луѓето со, да речеме, наедноставни зборови, малку поедноставно да им објасниме што е всушност тоа Data Science и зошто се смета за брзо растечка професија. Да, најпред би сакал да кажам дека навистина ми е чест и задоволство што сум денес тука да позборуваме малце на една тема која што е многу актуелна, посебно последниве неколку години. Темата е Data Science, а веќе ако треба да најдеме дефиниција, да ја дефинираме како област, тогаш јас би кажал дека Data Science представува комбинација од статистика, математика, машин лернинг и компјутерски инженеринг, со цел да се помогнат бизнисите и да се помогне тој процес на донесување на одлуки. Одлуки кои што се донесуваат навремено и точни одлуки. Може ли малку повеќе да ни го доближите вашето искуство токму со оваа ваша професија? Како се заинтересиравте за неа? Да, ова е еден интересен момент, иако морам да кажам, ако се погледа нели што јас работам од 2001 година, професионално, целата моја работа е поврзана со податоци. Дали е тоа како database developer, како администратор на податоци, BI developer и така натаму, меѓутоа цело време објектот за работа ми се податоците. Морам да признам дека кога започнав 2016 година не ми беше целосна непознатица оваа тема, затоа што далечната 2007 година, ако не се лажам, имавме проект каде што користевме тогаш на времето SQL Server Analysis Services, каде што правевме оптимизација на магазинско работење, односно да се предвиди оптималната количина на лекови во аптеките на една голема фармацијска куќа, со цел нели да не дојдеме до ситуација кога немаме лекови. Меѓутоа 2016 година, тоа беше годината кога всушност и започнав да работам во Семос Едукација. Стигна мејл од мојата драга колешка Ирена, каде што пишуваше има од Microsoft, вели, некој анаунсмент, дали сакате да бидете дел од еден пилот проект. Што пилот проект? Microsoft Data Scientist диплома да се добие. И сега читам нели што е во мејлот, вели треба за 6 месеци да се изслушаат 9 курсеви, да се положат 9 испити и 7-миот месец се работи финален проект, кој што треба да се предаде на Microsoft. Многу напорно, ама велам ајде, ќе се напатам и на тоа. И така започнав всушност, значи почна предавањата на Microsoft Академијата, започнав први курс, втор курс и така натаму. Почнавме 170 луѓе од целиот свет, завршивме 93, и ја бев едниот од тие кои што успешно го предаде финалниот проект. И од тогаш генерално почнав малце посериозно да се занимавам со оваа област. Супер. Сега вака, значи, со зголемувањето на бројот на податоци кои се генерираат секојдневно, потребата од нивна анализа исто така се зголемува. Кои се основните вештини кои што треба да ги поседуваат дета научниците? Да, интересно прашање. За вештините може да зборуваме многу. Ама ајде да се обидам некако да ги спомнам само оние кои што се најважни вештини, кои што треба да ги има еден data scientist. За почеток тука е програмирањето. Значи, во денешно време најчесто се користат Python или можеби програмскиот јазик R со цел нели да се направат тие предиктивни модели кои што се резултат од примена на data science. Веќе ја спомнав и претходно, статистиката е неизбежна овде. Зошто? Затоа што статистиката ни помага да ги разбереме податоците и да го протолкуваме резултатот кој што доаѓа нели од нашето работење. Следното сигурно би било SQL. Значи, во денешно време, исто така, голем дел од податоците се чуваат се уште во релациони бази, каде што користиме посебен јазик SQL, за да можеме да ги извлечеме од таму податоците, па да продолжи процесот нели на креирање на тие предиктивни модели.
Машинското учење или machine learning е следната вештина. И всушност тука еден data scientist треба да знае, нели, да развие еден модел, да го тестира, тренира претходно, тестира и на крајот евалуира со цел, нели, да го види резултатот од предиктивниот модел. Ова се можеби едни од покарактеристичните технички вештини, иако во последно време морам да спомнам дека е потребно да се познава и клауд технологии, затоа што се повеќе сервиси во клауд се појавуваат кои што ни нудат алатки за примена на data science. Ама мора да се спомнат и неколку нетехнички карактеристики или како што моите драги колешки од HR ги нарекуваат soft skills, кои што сепак мора да бидат присутни тука, како што е на пример комуникацијски способности, презентацијски, затоа што мора да се презентира, или она кое што ние сме го направиле, да се презентира пред високиот менеджмент. И рековме на крајот, повторно ќе кажам, една од основните soft skills вештини секако е самоорганизираност. Добро, а кои се клучните одговорности на еден data scientist? Да, овие две прашања се некако поврзани. Па да. Морам да кажам. Меѓутоа, еве, ако се знае дефиницијата и она кое што до сега го кажав, можам слободно да кажам дека дел од одговорностите, ова е само дел сепак, затоа што секоја компанија си има своји специфични барања, самиот бизнис има своји специфични барања, но ако повторно ги генерализираме работите, можеме да кажеме дека од одговорностите, значи секој еден data scientist најпрво е одговорен да ги собере податоците кои што се на располагање. Значи, да знае каде се наоѓаат податоците кои што се генерирани од самата компанија, податоците кои што се наоѓаат можеби негде во клауд, на нашиот веб-сайт или можеби на Facebook профилот. Потоа, нивна задача е да направат прочистување, односно подготовка, велиме, на тие податоци, за да може да се примени после некој машин learning алгоритм. Така, например, дата сајентистите прават прочистување на тие податоци, прават моделирање, се справуваат со сума предизвици кои што се однесуваат на некомплетноста на податоците и така натаму. Потоа следната, ајде да кажеме, задача која што имаат дата сајентистите е да од тие податоци направат анализа. Тие мора да ги знаат податоците, да знаат што кажуваат податоците и каква приказна со себе носат тие податоци. Така ќе може да се открие патека по која што ќе се движи понатаму самиот проект, така ќе може да се откријат законитости кои што ќе ни помогнат понатаму во градењето на тие предиктивни модели. Следното, како што кажав и спомнав и претходно, една од стандардните задачи на секој data scientist е да направи еден предиктивен модел, значи да го развие, тренира, тестира и на крајот евалуира. Тоа се, слободно можам да кажам, едни од најосновните, најкарактеристичните задачи кои што се пред дата сајентистите. Добро, кои се клучните алатки кои што еден дата сајентист ги користи при неговото работење? Имаме многу алатки. Многу? Ајде повеќе да чуем. Да, значи, алатките сепак се поврзани, нели, со самата компанија или клиентот за кој што работиме, затоа што доста често тој има своји алатки кои што сака да се употребат за креирање на тие предиктивни модели, односно за data science. Меѓутоа, ако се погледне што најмногу се бара, тогаш можеме да дојдеме до заклучок дека од алатките најмногу се бара Python или R како програмски јазик, а тука спаѓа една алатка која што се нарекува Jupyter Notebook. Значи, тоа е една интерактивна алатка која што ни овозможува да го зачуваме кодот, да имаме текст објаснување, да речеме за одредено парче код, меѓутоа дури и резултатот од извршувањето на кодот да го зачуваме во еден интерактивен ноутбук. Значи, Jupyter Notebook е една од алатките кои што најчесто се користи од страна на data scientistите. Следната алатка која што исто така се користи е дел од оние лајбрарија кои што се потребни за доколку работиме, да речеме, Python или R програмски јазик. Тука ќе ги спомнам scikit-learn, ќе ги спомнам Matplotlib, Seaborn, Pandas, NumPy и така натаму. Значи ги има многу во зависност од типот на проблем кој што се решава и од зависност на барањата, нели, на клиентот. Од алатките исто така data scientistите користат и било која алатка за визуализација на податоци. Дали е тоа Power BI, дали е тоа Tableau и релевантно,
Меѓутоа, мора да постои некоја алатка со која што нели ќе се визуализираат тие податоци, за да може да се разбере на крајот на денот што податоците носат со себе. Тоа се некои од, ајде да кажам, најчесто користените алатки, и сега во последно време, пред малку ги спомнав оние cloud провайдери, значи и тие нудат своји алатки, посебни, па така, например, еве, Microsoft ќе го спомнам, значи кај Microsoft имаме Azure Machine Learning Studio, значи тоа е уште една алатка која што може да се користи на полето на Data Science. Добро. А кога се соочувате со некој тежок предизвик, како останувате мотивирани и посветени да го решите предизвикот кој што ве мачи толку долго време? Ова е многу добро прашање во суштина, затоа што барем до сега не ми е поставено, а всушност кога се зборува за Data Science, најчесто се гледа од гледна точка многу заработуваат, многу се барани. Лесно има на нив. Лесно има на нив, да. Меѓутоа, никој не спомнува за оние предизвици и проблеми со кои што се соочуваат Data Scientist. Да. И затоа велам дека ова прашање е многу добро, а јас можам да кажам за мене, да речеме како јас се справувам токму со овој проблем. Значи, прво и основно, мислам дека за да се справам со тие предизвици, со проблемите, да останам посветен, нели, фокусиран на работата, пред се е љубовта кон тоа што го работам. Значи, може да бидеме фантастични Python програмери кои што знаат не знам каков предиктивен модел да направат, меѓутоа доколку не го работиме тоа со љубов, сепак ќе изостане на крајот оној основен квалитет кој што треба да следи. Понатаму можам слободно да кажам дека една од, ајде да кажам, техниките за да се справиме токму со ова, можам да кажам постојаното учење. Значи, Data Science е област која што е, слободно можам да кажам, неисцрпна. И има многу што да се прочита, многу што да се научи. Самите алатки постојано се унапредуваат, постојано имаме нови алатки, така да само постојаното учење може да не доведе, нели, да останеме фокусирани, да останеме мотивирани и да истраеме до целта. Кога веќе ја спомнав целта, тогаш можам да кажам дека една од тие работи кои што ме држат, нели, фокусиран, е всушност јасно поставената цел. Затоа што кога имаме јасно поставена цел, кога знаеме што правиме и зошто тоа го правиме, тогаш дефинитивно мислам дека се друго е полесно. Супер. И да, единственото место во Македонија каде што реално некој може да стане сертифициран data scientist во светски рамки, тоа е Data Science институт токму во СЕМОС. И сега сакам да ве прашам дали се потребни претходно некои познавања и кои карактеристики најчесто ги имаат луѓето кои што се пријавуваат за овие часови? Значи, претходно кога зборувавме, нели, за вештините, веќе сваќате дека едноставно би излажал ако кажам не се потребни буквално никакви предзнаења. Меѓутоа, она кое што може да го кажам за, нели, некој кој што сака да се приклучи на официјалниот Microsoft Data Science институт, она кое што го бараме пред се е едно многу добро познавање на една алатка која што верувам дека скоро сите ја знаат, Excel. Значи, бараме од едноставна причина што онаа статистика која што ја учиме, затоа што е многу поедноставно да се разбере, ја правиме во Excel. Втората работа која што секогаш ја бараме од нашите слушатели е да имаат афинитет кон математика. Математика и или статистика. Зошто? Затоа што во позадина, нели, тие машин learning алгоритми извршуваат огромен број на математички операции и ние мора да знаеме како тие операции се извршуваат, да знаеме каде да го подобриме нашиот модел, каде да влијаеме. Значи, тоа е едно кое што треба, нели, да го има секој ден слушател, да има афинитет кон математиката. Да не е нешто од кое што се плаши или не сака да го работи. Сето останато кое што го има некој, како што е било кој познавање од било кој програмски јазик, познавање од било кој алатка за визуализација, се добре дојдени. Меѓутоа не е неопходни затоа што нашава програма е направена така да започнуваме од SQL, нели, кога зборував за оние знаења кои што треба да ги има секој data scientist. Значи, започнуваме од SQL, одиме преку Excel, преку статистика, Power BI, па стигнуваме до тие предиктивни модели,
кои што најпрво ги правиме во Python, па после тоа ги правиме во Azure. Значи, генерално кажано, тоа се неколку, можеби на број малце, нели, карактеристики кои што треба да ги имаат слушателите, меѓутоа сепак значени. Добро. На светско ниво се повеќе и повеќе се бараат дата сајентистите, па дури може да се каже дека и професијата е во некаков дефицит од нив. Така? Се уште, да. Каква е ситуацијата овде кај нас? Да, значи, тоа е точно дека барањата се уште растат во поглед, нели, на Data Science професијата, зборувајќи, нели, надвор од Македонија. Меѓутоа, можам според моите сознанија, мислам дека Македонија го следи тој тренд, можеби не со исто темпо, меѓутоа со солидно темпо, па така и овде ако се погледне, побарувачката од Data Scientist расте. Сега, не можам да кажам, нели, дека е постојано во раст, има моменти, нели, кога расте побрзо, кога поспоро. Еве, например, пандемијата отвори нови видици. Тогаш се отворија многу повеќе огласи за Data Science. Така да и ние го следиме тој тренд, значи во Македонија. Генерално на светски рамки имаше една проекција пред 2021 година, каде што прочитав, нели, артикал кој што вели дека до 2031 година се очекува да се зголеми побарувачката од Data Scientist за негде фантастични 35 или 6%, што е навистина солидно. Кај нас можеби нема да биде толку, меѓутоа сепак ние сме го следиме тој тренд. Да. А дали имате некој омилен проект кој го изработила вашите студенти и која била вашата улога во тој проект? Значи, кога станува збор за омилен проект е многу неблагодарно прашање. Мене сите проекти ми се омилени, морам да признам. Легитимно е тоа. Да, затоа што ако погледнете, например, од еден датасет кој што јас го давам, да речеме, и на една генерација и на втората генерација, може да се решат барем два проблеми. Значи, секој еден датасет, секој еден сет од податоци си носи своја приказна и решавање на свој проблем. Така да, навистина не можам да издвојам некој од проектите кои што ми се омилени, можеби Кире би можел тука да каже нешто од своја гледна точка. Да, ќе го да каже за мене. Скромно. Ова е стварно скромно. Се шалам. Мислам, реално имаше баш јас првен здраво на сите си извинам, ја вака малце покасно. Значи генерално групата јака што бев беше одличен, мислам, реално таква група на студенти да се собереме на едно место и сите да сакаат да учат, да напредуваат, плюс низ проектите што ги правевме, сите се истражува и нешто, плюс надвор од тоа што беа задачите од Дејан што ни ги зададе. Така да беше многу интересно од аспект на тоа колку секој може да најде по интернет буквално за оваа професија. 100 работи, значи еден проблем може да биде со 100 различни решенија, така да тоа беше многу интересно и поради тоа професија, мислам и Data Science како професија не е она вака напред одредено да гледаш и толку, туку може да се шири. И поради тоа барем мене како студент ми беше многу интересно, плюс и групата зашто јас бев како тим лидер, ме наместија така, ме убаво искочи на крај. Групата ми беше многу интересна, зашто искрено ја бев најмлад од таму, ја бев тим лидер и работаа, секој си даваше свој придонеси, секој си даваше своји идеи, секој си работеше одреден дел, ама на крај сите заедно го презентиравме проектот како една целина. И тоа е баш интересно како разни генерации на луѓе, и мажи и жени од разни, например, не бевме само финанси или само IT, туку имаше разни разен профил на луѓе и го работиме истото и сите имаат инвентивни работи да кажат и истражување, никој не му беше досадно, ниту мака, например, реално предавањата стварно беа малце напорни, зашто реално до 4 сме на работа, после предавањата не беа од 5 до 9, плюс домашни и после плюс проекти. Да, значи Дејан малце така не, супер, ќе мислам. Не, реално си имаше убаво темпо, мислам да. Кажи си. Добро, сега не испадне после надвор, да.
Не, значи за учење. не, шалам. Имаше убаво темпо, значи имаше простор. Ако некој нешто не му јасно да се повтори, да се објасни уште еднаш, уште два пати ако треба. Значи, од тој аспект, не, јас само се шалам со него. Иначе, темпото беше супер, ама беше супер па и зашто и групата како студенти сите бевме спремни некако. Например, сега јас, например, генерално читав по нешто недела две пред одреден курс и малце по малце се воведуваш, ама работата и без да читаш, реално како што се движи курсот, имате доволно време за да влезете во шема и да сватите што е усвари предавањето. Така да, генерално предавањата беа така концепирани за буквално и некој ако не знае, например, читал, например, ја генерално имав само еден Excel курс, напреден Excel, основно, да ме некој плюс алатки и од тоа што го имав, па после ми идеше SQL, па напреден, па Power BI и така полека се надградуваше и беше баш интересно. Барем за мене сега ќе кажам. Добра, Кирил, морам да прашам, кој беше клучниот, пресудниот момент за да ти се запишеш на Data Science институтот во СЕМОС? Да, генерално, јас, како што кажа, во јули тој ми беше мене Excel, како се вика, курсот, да. Исто од СЕМОС, исто колешка на Дејан. И генерално ми беше интересно зашто ја генерално работам со Excel на работа. Ама после ми има другар еден што идеше во друга, како се вика, на друга курсеви исто за Data Science и ми рече вака интересно, знаеш, може ќе ти помогне, ипак работи со голем сет на податоци. Провери, ја почнав да читам и едно, друго, трето, четврто и буквално се надодава кога се вика статиите за Data Science и баш бев заинтересиран и тогаш пишав како се вика во СЕМОС, вака заинтересиран сум и ми рекоа дојди и среќа го фатив Дејан тогаш уште не можевме да се видиме зашто со маски седевме и си направивме муа. Требаше стари со Ирена да седнам, ама Ирена вака вика па чекај ја ќе ти кажам и баб Дејан го зема, Дејан дојде вама седна и објасни на човекот. И си направивме муавет, викам слушај не му дојде, јас сум уведен, само чисто онака си направиме муавет. И уште од прв ден ја бев решен, само уште кога отидов на разговор со Дејан ја бев решен дека ќе се запишам така да немаше никаква сумња мислам у тоа. Чисто викам само како би се движело што за си знам и со персонално време и со работа се како да се организираме. И Дејан убаво ми објасни буквално секој курс посебно како ќе иде што ќе правиме временска разлика, како има проекти, како се концепирани проектите. И така беше многу интересно. Сега едино лошото беше што од тогаш па се до минатата недела не сме се видели уживо. Тоа беше лошо, зашто бевме се онлайн. За жал да. Да, и така беше, ама ајде интересно беше, барем имавме поише ресурси, можевме од кога ќе си заврши часот да се уклучиш и да вежбаш, а генерално така правев. Од 9 па дури завршиш домашната што ќе не ја даде или некоја работа или проект што и да имаш, можеш најчер да се уклучиш и да се работиш и тоа беше баш така интересно и супер беше тоа, зашто можеш кога сакаш, кај сакаш ти да се уклучиш и да почнеш пак да учиш или да си повториш тоа што си учел. И плюс имаше генерално и групата целосна, не беше како поделени сме на тимови, не се кажуваме меѓу себе, не буквално истите проблеми што ги има во заедничката група, зашто често ги утињаа Viber групите кај нас. И буквално една група си пише заедничка да дрсвата, па бриши, викам што бришеш, видов не се. И генерално си помагавме, така да тоа беше добро и така. Мене беше многу забавно и баш ми е мило што вака. Конечно, мислам, ја поминав оваа академија и сега можам да се кажам дека сум ја завршил многу поглавје што се викав и една цел што се задав во животот. Ето така не, дека сега тука на сила сме те донеле овде да зборуваш, па ништо. Баш ми е драго ете и во живо што направивме да се видите конечно, не само онлайн. Не, се видовме, минатата се видовме, да. Не, наистина морам да се надоврзам малце на Кирова група беше. Значи, колку години сме веќе од 2017 започнавме со Data Science, меѓутоа до сега толку бројна група и група која што со таква љубов ги работеше проектите, толку беа заинтересирани да до сега овие години не знам дали некоја група може да го достигне тоа ниво. Значи беа премногу заинтересирани, беа агилни, секоја задача која што ќе им се дадеше се решаваше
И навистина беа фантастична група, навистина. Толку бевме добри што и други групи доаѓа кај нас, така да може и тоа. Ги собиравме луѓе плюс, така да дојде дека. Да, дека. Па ништо вие продолжете се со уште еден курс, па сега новите зашто ќе морам со дојдат. тимот да разговарам што ви е следно. Сега викам и пак не го менјам тимот, така да мора сите заедно викам да се продолжиме. Ама добро, има реално опции. Мислам натаму, можем. Не викам не. Да, и сега имам едно прашање за двајцата. Кој е вашиот совет за сите оние кои што да планираат да се запишат на Data Science институтот во СЕМОС? Што би ги советувала? Ти прв, ти прв, ја втори. Нема проблем. Значи, генерално, мојот совет е многу краток. Доколку имате желба да научите и доколку, како што кажав и претходно, математиката е нешто кое што го сакате, и доколку сакате да оставите трага од вашата работа, тогаш слободно дојдете, ќе позборуваме и откако ќе дознаете нели како се организирани часовите, како е организирана целата програма и што добивате, ќе сватите и самите. Да. Ја не сум многу официјален вака. Не, ја генерално на сите им викам, значи буквално на сите и што слушали, што не слушали, викам не чекај така, буквално време иде напред, технологија иде напред, податоци има се поише за обработка, значи јас гледам и од луѓе што и од кај мене се префрлаат на Data Science или Data Analysis, значи не мора и Data Science. И ме прашуваат, интересно ли ти, значи ја буквално им кажувам, викам, може да се изненадите на колку начини може да се обработат и да се презентираат податоците, буквално главата да ви пукне. Значи плюс секојдневното работење само со Excel колку може плюс да добиете. Значи ја ги гледам колеги се мучат и вака да направиме значи има начини на лодирање на податоци што во една минута може да го добиете што би правеле во Excel пола сат, пример за Excel. А се друго натаму, значи ја буквално и претходно што се обратив исто на заинтересирани исто во СИМОС на денови на кариера, мислам дека беше не знам што. Значи им кажа, викам, ако се мислите, викам и 5%, викам, зголемете до 100, викам и буквално опишете се, значи ова ќе ви биде само плюс. Значи ова нема шанси минус да ви биде. Ја гарантирам за било кој, значи тоа што вика Дејан математика и статистика што треба да знае. Според мене не треба ни тоа да знае. Значи ако знае да работи само во Excel, знае да се снајде во Excel, значи може барем до Power BI може да се снајде. Понатаму ја зака сум моја глумачка портфолио со Excel првостепен. Портфолио да си направиш со сите твои улоги во Power BI да си го презентираш така. И буквално можеш и аватар твој да се ставиш и да се презентираш еве мојата кариера и вака да си се движиш. Значи генерално многу опции има и баш е интересно, мислам реално и приказите што може да се значи има таква опција што буквално може адреси да се покажат во Power BI, мислам тоа е нешто неверојатно и мислам не знам вака ја барем не сум запознат некој друго програмче што може да го прикаже тоа. Значи мене ми беше многу интересно и на сите им советувам значи да се запишат или значи знаењето е плюс, никош нема да биде минус. Сега имам уште неколку прашања за вас. Кој е најтешкиот предизвик до сега со кој што сте се соочиле? Од аспект на што се Вие да се кажете. Добро, окей. Значи, вака. Што сигурно има, низ целата ваша кариера и се. Има многу, Ама некој нака што е тем ве изнервирало, а друга се нака сте го решиле, ве направил ултра срекни. Морам да признам, значи тоа беше моментот кога бев запишан на Microsoft Data Science Академијата и го полагав, ако не се лажам, тоа беше петиот испит и добивам прашање со две слики каде што требаше да одговорам на едно од прашањата каде имаме редукција на димензиите. И беше 11 сат навечер, светлото ми сметаше и не можев да воочам буквално ниту една единствена разлика помеѓу двете слики и на крајот одговорив онака на среќа. Ама бев толку изнервиран да после тоа дури сакав да видам и дали ми точен одговорот, меѓутоа не го дозволува. Не дозволува? Не дозволува, не можеше да се види дали е точен одговорот. И сега до крај јан завојазе дали било точно или не, да. И ден се прашувам. Значи требаше да се споредат само две слики за да се провери нели од она од пикселите дали има нели намалување на dimensionality.
не успеав и ден денес не знам дали е точно одговорив на прашањето. И тоа беше она кое што навистина онака ми извади од кожа. Да. Ја немам таков проблем. Мене се Ја пикселите вака ги гледам, нема проблем да, со тоа. Не се нервирам? Па гледам да не се нервирам, зашто порано сум се нервирал, гледам немало потреба, нема. Вака на стари години како Па сега. не, Нема проблем. јас стварно викам, значи имам ситуација кога сум се нервирал за глупости и на крај немам ништо. Од тоа тие нервози поминале, на крај моето здравје страдало, никој друг не го занимало. И затоа сум рекол, више не се нервирам, готово што сакам нека биде. Мада напорно ми беше тоа што мораше од сабајле на работа, па 5 до 9 на предавање, некојаш и покасно станувавме. И после тоа и домашно. Тоа беше напорно, ама па од тој аспект мотивацијата ми било кога ќе заврши, ќе знаеш, седи и учи. Да. Тоа беше и не помалце спиење, помалце слободно време за шетање, ама генерално си реков, викам, на крај ќе имаш, викам, завршена академија, што натаму ќе ти биде плюс. Така да викам, ќе издржиш и што сака нека биде тоа. Мора да се издржи реално. Маце напорно, ама тоа. Ма добро. Си има Сега зашто. си има зашто. На почеток па и кога ме стаи Дејан тим лидер, викам ајде знаеш за едни од проекти, после вика да се останеме истите групи. И ја вако викам ајде некој остане, викам што нека. Ама со пола уста ајде некој остане, демек не се менјаме, ама добро беше забавно зашто реално секој проект беше се поинтересен и поинтересен. И поише за истражувања, така да ми беше мило од една страна што не бев сменет од тим лидер и што си останав на таа група што ми беше во тимот, така да од тој аспект сум многу задоволен. Добро, слободно време имате? Имам. Па што Сега има. Еве за не ве мачам да не ви го трошам сега слободното време. Како Не, кога? навистина ме интересира како си ги полните батериите. Што сакате најмногу да правите во слободно време? Бидејќи се надевам дека не ви е се само околу работа фокусирано. Не е се околу работа, значи слободно време кое што го имам не е премногу. Меѓутоа сакам секогаш да го користам нели со моето семејство. Дали тоа нели негде излезени да шетаме или било што. И што се гледа и по мене, обожавам да готвам паста. Ау, супер. Така да ако сте за паста, може после снимање слободно да отидеме да пробате мој рецепт. Супер, фала ми. Гледаше нас не понудно. А 9 месеци сме тоа. Па ти рекој ти не јадеш паста сигурно. Ја, понекогаш ама тебе сега направам. Чисто ја викам дека немаше понуда само тоа го кажам. Така е. Значи генерално ја имам поише. Али чоколадо Шоколадот ти дав. Ја генерално поише време имам од Дејан, зашто генерално немам предавања, не треба да држам предавање, така да имам поише тој период ми е мина слободен. Генерално слободното со ќерка ми, генерално жена ми, ако се погодиме со работите. Иначе генерално гледам да спортувам, пешачење, такви работи. Паста не готвам толку, ја гледам нешто поздраво, зашто имаше еден период кај што така го готвев многу паста, па викам ај сврди се на поздрави варијанти. Ама генерално навечер гледам кога ќе заспие малата, тогаш да фатам и да учам. Само се напорно навечер и ми се спие и се, ама тогаш го пијам третото кафе, така да тогаш може да остана повеќе време буде. И генерално тоа. Гледам поише да спортувам, едино добро ми е што можам и пешки до работа и назад идам, така да утињам гужви, што така малце стрес релив е дека кога ќе слушам на пример првиот ден зашто идев ја порано со кола, првиот ден кога идам пешки, слушам како се пцујат луѓе, викам леле колку не ми фали ова, викам. И така да тоа ми е мене генерално од слободно време, така да гледам само поактивен да бидам. Зашто иначе по цели ден ќе седиме на компјутер. Да. Кога ќе учиш мораш да седиш на компјутер, не ти бега тоа. Седор не измислото на портабл да може како се вика со научарите па да се скроламе и да се шетаме. До тогаш ќе се седиме на компјутер, ама. Дејан, сакам да ми кажеш пошто е уникатен Data Science институтот во СИМОС едукација? Уште едно интересно прашање. Значи, морам да кажам малце историја за тоа како се правеше Data Science институтот. Значи, 2017 година, нели во еден неврозен муавет со Ирена повторно, почнавме да размислуваме во насока Microsoft има многу Data Science курсеви, а нема нешто кое што ги обединува сите во една програма. И почнавме да размислуваме нели што би можел и како би можел
да направиме една програма. И така излезе всушност програма, целата програма од Data Science институтот, значи ги земавме Microsoft официјалните курсеви, еве еден уникатен дел. Тоа е истиот тој курс кој што јас го држам и во Норвешка и во Холандија. Значи програмата е иста, затоа и официјален курс. После тоа, значи, рековме што ќе правиме со вежби. Microsoft исто има вежби, готови. После, односно со појавувањето на пандемијата, веќе почнавме да користиме клауд провайдери, каде што сите тие вежби кои што слушателите ги работат, може да ги работат достапни им се 6 месеци. Така да ова е уште нешто кое што е уникатно. Тие вежби се направили не од Дејан, не се направени од некој друг, тука се направени од цел еден тим од Microsoft кој што работи во индустријата, знае што се бара и ги знае проблемите. Значи тоа е нештото кое што исто така е уникатно во ова наша Data Science, во овој наш Data Science институт. Исто така книгите се официјални на Microsoft, на англиски се, напишани се од Microsoft. Цел еден тим работел за да ги напише тие книги. Така да тоа е она кое што целиот Data Science институт го прави уникатен. Да. Кирил, тебе сакам да те прашам, кои се бенефитите со кои што тие веднаш после завршувањето на овој Data Science курс во СЕМОС едукација, кои се бенефитите со кои што ти ги воочи? Генерално, како што кажав и претходно, јас за ова се решив по препорака на пријател што одеше во друга, како се вика, во други академии, но генерално не беше само он, туку имам и други пријатели што идат во разни академии и сите истото ми го кажа дека СЕМО се одвојува од сите други бидејќи се сертифицирани од Microsoft и плюс предавачите вика тоа знаење што би го добил СЕМО вика се е многу поголемо од другиве. Да, другиве се рекламираат све подобро, вика, ама СЕМОС ако сакаш, вика, ако сакаш да идеш ти да научиш, вика, иди во СЕМОС, значи тоа мене ми го кажаа сите. И генерално бенефитите генерално од све ова како што кажа и Дејан, значи отпосле ги имаме лабовите официјални од Microsoft што се дадени, после тоа од кога ќе заврши одреден модул, имате уште 6 месеци имаш период во истите лабови да си вежбаш, да си правиш што сакаш, генерално да си ги користиш како сакаш. Всушност и ние се обидовме така да се пратиме наши дата сетови, успеавме преку мејлови и да ги лоудираме на лабовите на програмите од СЕМОС и таму после аплод зашто има таму Microsoft дава јузери бесплатно, што може буквално да се работи во на цел процес во фирми што би го работеле ние, да го работиме на тие лабове. Исто така, како што кажа исто и Дејан, добивате од Microsoft документи, официјални курсеви и генерално јас имам свој профил, кај што ги имам сите беџови, зашто после секој курс добиваме од Microsoft беџ, што е признаен исто и генерално компаниите тоа го гледаат. Значи имаш беџ автоматски по search engine или на LinkedIn автоматски искачаш меѓу погорните. Исто така има најразлични курсеви што можеш и сам да си ги започнеш, да си ги научиш на англиски и после исто мислам дека може да се полага. Така да има безброј опции што генерално СЕМО само ме увлекува што се вика Microsoft официјалната страна, сега ја буквално можам да си пишам што сакам. Ме интересира на пример ова, Microsoft ги дава по модули, буквално како што ги учевме ние, зашто генерално СЕМОС како што ни каже Дејан да се води по таа програма, извинете, од Microsoft. Така да иде по тие чекори, така да генерално чекорите се многу убаво објаснети, Microsoft се феноменални програми имаат, не само ова што го учевме, туку и ред други работи, значи и обична анализа, не мора и Power BI, бизнис анализа генерално сакате, си пишувате, имате цел курс, си го плаќате, реално тие се многу ефтини, значи дури за наши стандарди, мислам дека околу 10-20 евро, што реално за Microsoft беџ кај нас е тоа премија, искрено. Така да можеш буквално во секој време да си ги слушаш на ваше темпо и буквално да си ги полагате и после сите беџови може да си ги шерувате на LinkedIn, да си ги прекачате како лични сертификати. Така да генерално тие според мене тоа е поголема бенефиција од тоа не може да има. Да, генерално никој не ти дава за без пари посебно во Македонија ништо. Кај други академии знам идеш таму, правиш, си идеш дома и толку. СЕМОС седиш на курсот и после тоа можеш кога сакаш да се работиш, чак и од работа можеш ако имаш пауза, уклучи си се, работи си, исклучи се буквално од сегда можеш да се уклучиш
Што се шалам со еден другар, он беше на плажа и таму работеше и учеше, така да ми прати слика, викам кој е го тебе, така да може и тоа, така да генерално има безброј можности. Да, јас морам да се надополнам овде ако ми дозволите само. Да. Значи, сите оние тренери кои што ги држат овие официјални курсеви се тренери кои што се сертифицирани и тоа сертификатот го добиле под ригорозни услови на Microsoft. И згора на тоа се тренери кои што мора секоја година да го обновуваат својот сертификат, да се ресертифицира за да го покажат своето знаење и дека ги следат технологиите. Така да и ова е исто така нешто кое што е уникатно во целата таа програма. Да, супер.